Благодарам, почитувана председателке. Господине Велковски, токму затоа и кога почнав со говорењето, кажав дека ќе дадам малку поширока слика, бидејќи прво сметам дека треба да го имаме и како познато реномето на тие кои што го предлагаат, како и опциите и кадрите кои што досега биле предложени, дел од нив избрани, за среќа еден последниот не беше избран, бидејќи треба да имаме на ум дека кога предлагаме кадри за вакви многу сериозни места во државата, треба во текот на целото наше работење да предлагаме кадри кои што ги исполнуваат условите. Бидејќи на таков начин јас би го разбрал ова како условно кажано перење за претходни гревови, кога наместо да предлагаме кадри кои што ги исполнуваат условите, ние предлагавме сети некакви послушници кои што 9 наредни години ќе седат во Уставниот суд и кои имаат можност да оценуваат уставност или иницијативи на одредени закони кои што можеби ќе бидат и реформски. Потоа ги кажав моите очекувања кои што ќе ми останат непроменети, исто како што кажав познавајќи го профилот кој што денеска е предложен, да не се вклопи во сивилото кое што во моментов владее во Уставниот суд. Бидејќи ние сме сведоци дека во изминатите 32 години покрај собранието таму биле и делегирани судии кои што ги предлагаат и претседателите на Република Македонија, а кои што никогаш не биле толку безлични како што се сега. Разгорувале јавна дебата, имало различно толкување на одредени закони, имало застапување на политички позиции, не викам дека не било, но секогаш имале едно ниво на култура и на едно ниво на општествена важност на тоа што ќе го кажат или што ќе го соопштат од позицијата од која што доаѓаат, а која што е прилично сериозна. Ние во моментов сега имаме кадри кои што не влегле никогаш во судница, имаме кадри кои што функционираат или делуваат како политички аналитичари, а од друга страна очекуваме дека едно именување ќе го крене нивото на целиот тој колектив. Тоа нема да се случи едноставно. И затоа кажав дека очекувањата и моите лични и на граѓаните се прилично високи и со оглед на тоа дека реномето кое што го предлагаат или кое што во моментов го има овој профил и дават додатна обврска на тоа да иницијативите бидат таму ценети на едно друго ниво, освен на тоа ниво на кое што е во моментов присутно во Уставниот суд. Затоа што во држава во која што имаме една од политичките сили кои што е најмоќна моментално во владеачката коалиција, а која што основна политичка цел и основна политичка идеологија е да не го почитува законот и врз основа на тоа да прибира гласачи или главен политички мотив им е да колку можат повеќе да поминат неказнет или нема правило кое што нема да биде прекршено а да поминат неказнето, судските инстанции се едни од поважните, бидејќи како што кажав и во мојот одговор, доаѓаат времења каде што тие кадри ќе бидат ставени на сериозни предизвици, на сериозни тестови. Бидејќи високата корупција е нешто кое што во наредните 3 или 4 години ќе стане нешто што е најмногу присутно во јавноста, бидејќи како ретко кога мислам дека ќе бидат гонети профили кои што биле особено присутни во високите кругови на политика и на тој начин ќе се имаат квалификувано да бидат гонети и за корупција од висок степен. Токму затоа работите кои што доминираат во сивињата на ваквите кандидати ќе треба да бидат покажени и тестирани во нивната работа. Благодарам.